Добре дојдовте во Нов Асно. Денеска имаме уште еден специјален гостин од нашиот мини серијал за спортот и криминалиите во спортот, но и решенијата за постоечките проблеми со кои ние се соочуваме, кои го путна нашиот спорт таму кај што е. Никаде ние немаме на видни места, дали тимски, индивидуални спортови, врвни спортисти и поред тоа што ние како нација имаме афинитети за развој на одредени спортови. Денеска имам чест и задоволство да ве запознам вас. Нашиот денешен гостин е Игор Александровиќ. Тој е спортски новинар, долгогодишен работник, борец за правда и правдини, за подобар спорт и развој на спортот во нашата мила Македонија. Здраво, Игор, како си? Здраво, Сашо. Одлично се чувствувам. Супер ти е вие студиото, идејата. Ти честитам за сето ова што го правиш, цела екипа и ова што го правиш со твоето здружение Нов Асно. Дефинитивно, да. Бидејќи и по низа случајности се познаваме и не се познаваме, меѓутоа имаме голема почит еден за друг и не врзуваат нели заеднички некои пријатели и другари. Ми е драго што сум дел од вашиот подкаст и секако дека ќе зборуваме за добра тема, веројатно ќе биде слушната. Апсолутно, верувам, не само што ќе биде слушната, него ја едва чекам да ја да слушнам прво, затоа што толку интересни случаи се случуваат во спортот, а ти си еден од тие, ја би рекол, не без никакви ставања на шампити и било какви убави атрибути, како една таа блескава звезда која ја обелоденуваш и обелодени тешки криминали во спортот кои сега имаат дури и при крај сме на една судска завршница. Кажи ни поише за тоа. За судот, да, спортски ваучер. Значи се работи за спортските ваучери. Да, финансирање на врвниот спорт. Финансирање на врвниот насловот, да. Да, и тоа е, значи, имаме нормално криминали во него, се работи за пари. Ние многу сме ограничени со финансиски средства и обично секој кој ќе дојде, ако е на власт и да управува со тие средства, управува на еден да, можеби не толку добар начин. Две работи се клучни тука. Првата работа е дека спортските луѓе и оние кои успеале во спортот, кои се наши врвни легенди, политиката ги има изедено и ги има земено под свое. Сакајки или не сакајки, тоа е друга тема, меѓутоа тоа е суштински зошто се случува сето тоа. И втора клучна работа е, јас не познавам обвинителство, а ако нема цврсти докази да направи обвинителен акт од не знам колку страни, нели, и да дојде тоа во судот туку така, па сега ќе се докажува невиност. Се што е поврзано со спорт во Македонија е коруптивно. 90% од луѓето во спортот во Македонија поминале низ таа корупција и од тоа нема бегање. Не е само од ваучерите, него и предходно. Значи, дали тоа било спортска надеж, дали било, не знам, дополнително некакво финансирање и така натаму. Ние тотално свесно, кој да дојде на власт, имаме некое финансирање кое се држиме, да биде со толку лесна лагодност, да може да се прават манипулации, а да не можеш наводно да докажеш некаде дека тоа е коруптивно. Ни за настани кога се менува власта тамо во 2016 година, да дојдеме нели како доаѓа спортскиот ваучер во суд, бидејќи спортот не е во судница нас. Да. И таму има повеќе од 10 адвокати кои ги бранат тие обвинети, бидејќи има 12 обвинети. Значи, ако е финансирање на врвен спорт, значи дека збориме за највисок левел на нештата кои треба да одат во спорт кај финансиите, за да очекуваме ние, нели, врвни спортисти. Нели треба спортска стратегија. Резултатот. Да, резултатот е параметар за сето тоа. Точно. Се менува власта и како иде цела работа. Почнува од Даниел Димевски,
значи кој е советник на Зоран Заев, бил кај мене во полн погодок во емисија 2 пати гостин, сега се можда малце штреца, би рекол, кога ги пуштам тие емисии што рекол, и он не бега од тоа дека е татко на ваучерот. Па сега, ако добро сваќам по последното рочиште, сите се криви, дури се гледа дека е коруптивен ваучерот, само тие 12 луѓе кои се во судница не се виновни. Од последното рочиште таа е некоја генерална слика. Меѓутоа, од позиција на советник го предлага овој систем на финансирање на врвен спорт, точно, спортски ваучер, и тој почнува популизам, пресконференции, колку е добар, а никнуваат клубови, на секој ќе никнуваат во било кој спорт. Бидејќи спортот е многу широка гранка, ако фатам тема кој све земал ваучер, ќе видиш дека нема допирни точки со врвно финансирање на спорт. Само за кратко објасни го системот на ваучер финансирање. Да, тоа е, значи, од данокот на компаниите, значи вас ви издава, да речеме, тогаш беше Агенција за млади и спорт, наводно некое парче хартија, дека сте овластени и добивате ваучер од 500.000 евра, да речеме, или од 100.000 евра, полесно, од 100.000 евра. И со тој ваучер вие одите сами како спортски клуб или федерација, и вие треба да си го новчите, односно одите во компанијата, го нудите тој лист, значи, за да ви дадат вас финансии за спортот, а за тоа фирмата добива, нели, се обештетува во поглед на данок на додадена вредност, не им се одбива данокот кој треба да го платат на државата, односно на УЈАП. Значи фирмата го плаќа тој износ, да, меѓутоа не цел, 50% беше на почеток, па потоа менува. Да. Но не го плаќа на државата преку ДДВ. Парите одат во спортот. Идат во спортот. Да. И тоа така иде, и сега наводно супер, све се реализира, има пари демек во спортот едно друго, и почнаа мани да се појавуваат, не знам што, да се создаваат дупки, затоа што не направене на брзина. Кога ќе гледаме од оваа точка, веќе го нема ваучерот, не постои како начин на финансирање. Сега се некои субвенции кои финансии директно влегуваат. Нема листови, хартии, УЈАП, одбивање и така натаму. Ги покажа своите слабости од година во година. Па се менуваше, 3 пати го сменија. Најдобар показател дека нешто не е во ред е тоа што тие почнаа да го користат законот за спорт, да вметнуваат членови во членот 14 и, нели, да ставаат подчленови, односно ставови во самиот закон за врвното финансирање спортски ваучер. И се случува една пријава на ДКСК, да речам дали е еден лист, 2 листа, ако добро сум запознаен, а мислам дека сум, и обвинителство по низа случајности постапува. Случајно или не, јас не познавам обвинители, не знам дали да спомнам име, меѓутоа личноста, жената која води војна тамо со 10 на 12 адвокати е реткост која има Република Македонија, и тоа е неспорен факт. При тоа што се занимава, предпоставувам, со други посериозни обвиненија и работи кои ја тангираат опстанокот на државата, според мене. Постапувањето на ДКСК почнуваат председатели на федерација, председатели на клубови, луѓе кои биле поврзани со спортски ваучер, реализатори на ваучерот, да ги викаат во обвинителство еден по еден да даваат искази. Тие искази постојат. По низа тие искази обвинителство прави обвинителен акт, каде што судот мора да го прифати дали ова доволно за да имаме кривично правен прогон, нели? И судот го прифаќа за до ден денеска, еве 1 година скоро ќе дојде, 1 година трае судењето на спортски ваучер. Колку кажа дека 12 луѓе си? 12 луѓе. Зошто се 12 луѓе? Тука ваучерот ги опфаќа оној кој го измислил, нели? Пошто е многу поврзан, кој мора да објасни.
и понизда други параметри, Даниел Димевски, Наумче Мојсовски, Дарко Каевски, Сашко Поповски, кој исто така во МОК, и други членови кои во тоа време работат во Агенција за млади и спорт, некои се сега суспендирани од страна на новото министерство, нели? Централна комисија која одлучувала или не знам што за тие ваучери. И сега немаат сите иста вина, меѓутоа некој од горе што многу добро знае што правел, кажав на почетокот дека спортот ни е толку добро направен за да има лагодност на корупција, тоа е чудо нешто. Чудо нешто и сега доаѓаме до тоа докажување на таа лагодност, на начинот каде е таа корупција правена, и сега тука се работи за над 5 милиони евра, што не е малку. Како не? Тоа не е малку, меѓутоа можда да сакаше обвинителство, меѓутоа многу време ќе траеше да сакаше секој цент коруптивен да го најде, ќе го најдеше, дека и сумата ќе беше, претпоставувам, многу поголема во однос на ова што е сега над 5 милиони евра, 349 милиони денари. Wow. Да. Меѓутоа спортот пружа голема лагодност на моќните луѓе во Македонија. Тоа е факт. Моќните луѓе во Македонија со големи компании држат и по 5, 6, 7 федерации, значи во позадина, и го користат спортот за нивни други цели, само не за спорт, а сакаат да добиваат титули дека придонесуваат за македонскиот спорт. Слично е и финансирањето на ваучер. Зоран Заев премиер, доаѓа Даниел Димевски, јас знам како, треба, ќе видиш кога ќе дојде тој прилив секоја ќе се направи, поголемиот дел од кајмакот може да оди кај нас, што се вика, а трошките ги дадеме на спортот. Да донесете сега клубови дали 100% го реализирале ваучерот во некои години, ќе ви кажат дека не. Сега е лесно да се збори, меѓутоа тогаш беше тешко, бидејќи луѓето има страв. Ќе ви земат сала, се закануваат и така натаму, и се е поврзано со некакви како да кажам, гласање на федерации. Не е лесно и не е лагодно да седите во судница, а да сте правеле корупција во спорт, затоа што знаеме Македонија какво поднебие, на секоја ќоше, во секоја бранша се спомнуваат, кога ќе пуштиме вести, корупција за спорт. И мене ме чуди председателката Давкова, ја слушам пред некое време, вика, зошто, вика, вестите мора да ни започнат со политика, со корупција, а не ни започнат со култура и спорт. Јас можам многу добро да ја посочам и да ја објаснам зошто е тоа така. Да. Уште потрагични ќе бидат вестите тогаш. Да, баш така. Да. Значи, ваучерите се користеле за финансирање на одредени клубови во врвниот спорт. Сите клубови, да. И сите федерации и индивидуални спортисти. Се даваат пари, а одредени пари средства се пренасочуваат према одредени луѓе. Да, и тоа ако се снајдеш. Ако не се снајдеш во текот на година, ти пропаѓа ваучерот. Имаше клубови на почетокот на годините кои не можеа да реализираат. Имаше и рок. И сега ти ако не го реализираш ваучерот, и тебе може секој да те условува. Колку ти е ваучерот? 100.000 евра. Ајде ти дам 30-40.000 евра. А ти тој лист ќе го реализираш како данок за 100.000 евра. Ме распираш? Да. Тоа е ако се прошири ова, ќе покаже еден систем како функционира и државата. Многу е сериозен случајот, пресериозен и прекомплексен, и затоа сметам дека дури не може секој обвинител во Република Македонија да го обработи на начин кој до сега е според мене обработен, и јас сум многу благодарен што ете барем некој имаше слух за спортот, за сето она што ја претходно го зборев, сум имал војни со федерации, со корумпирани луѓе, со притисоци и така натаму, меѓутоа ова е веќе врвот и капакот како не треба. Дали е сега поинаку, не знам, меѓутоа дали спортот делува поинаку на подобро, не можам искрено да се сложам, иако од Агенција за млади и спорт имаме Министерство за спорт. Ништо не е променето. Значи сегашната структура да. работи како... Па сегашната структура, например, директно нели министерот Борко Ристовски, кој бил кај мене во емисија пред да дојде ВМРО на власт, бил некаде 8 сезона, значи тоа е некаде пред 2-3 години да речеме.
И таму има изјава дадено дека он ќе се погрижувал кога ќе дошло ВМРО на власт таквите луѓе како Даниел Димевски да ги пикнал он во затвор, тоа е негова изјава, затоа што не требало така да се работи во спортот, за потоа да видиме дека заеднички седнуваат на пресконференција да промовираат Европски младински фестивал кој треба да се случи во јули од 20 до 26. МОК е градот Скопје е домаќин, а МОК е нели целосно организатор на целиот настан кој има земено средства од Европски олимписки комитет. И сега да ви кажам како тие средства, да речеме, карикираме, да Европски олимписки комитет вас ви дава 500.000 евра за организација. Добро. Од сила на позиција, мој, не знам, председател, луѓе познавате, идете барате сала за џудо. Идете и вие не сакате професионални да бидете, и првото прашање да ви биде колку ќе ме чини да ја користам вашата сала, не годиме со македонски синдром, куртоазно, првен прашувате, ќе ми дадеш ли сала? И затоа не може да функционираме. Значи сега, овие луѓе кои стопанисуваат сала, треба да цркнат затоа што они се МОК организираат тоа и треба да им ја дадеме без пари, нели? И низа настани кои, сакам да кажам, на се ќе пробаат да заштетат, за да можат поголем дел од кремот кој е даден на сметка на МОК од Европски олимписки комитет за организација да ги стават парите во џеб. Ако можеме да поминеме поевтино. Да. Тоа е тој македонски синдром. Да се вратиме на спортските вучери. Спортските вучери, луѓе имаат давано искази. Можда луѓе имаат тамо, ги имаат фаќено паника. Значи, плачено, молено, колено, не знам, предпоставувам, меѓутоа, мислам дека не било сеедно. Затоа што предпоставувам кога се дава исказ кој ќе ве праша вас обвинител директно и ќе ви посочи нешто на хартија дека сте можда фатен 100-0, не знам кој адвокат да дојде од Америка, не знам како ќе го оспори тоа. Ме разбирате? И потоа доаѓаат тие на површина, избиваат веројатно некои структури, притисоци и така натаму. Долго време се оди се дава искази и јас луѓето ги прашував, бидејќи јас прв ја дознав таа информација дека има шепот во обвинителство за спортскиот ваучер, дека нешто се кува, луѓето не ме сваќа доволно сериозно и кога излезе обвинителен акт, нели, сите знаева дека е сериозно, па знаете како ти вртаат сите ти се другари и пријатели па да прашаат што има ново и така натаму, бидејќи така функционираме. Меѓутоа долго време одат луѓето по дури се викани по 2-3 пати да даваат искази. И од тие искази, претпоставувам, кога ќе дојде судењето во фаза на сведоци, ќе биде многу јасно. Без оглед кој спорт да е. Без оглед кој сведок да е. Не само што е коруптивен можда начинот на финансирање на спортот. Интегритетот на функционирање како гранка спорт е тотално ставен под земја. И нарушен секоја доблесна личност кога ќе размисли дали да се нафати на некоја спортска функција. Министерство за спорт, советник на премиер за спорт, председател на федерација, било што треба да се запраша дали треба и дали е способен да го води спортот. Бидејќи влече корени на корупција поодамна, не е само сега од ваучерот. Низа луѓе може да потврдат, низа луѓе наводно сакаат да зборат, меѓутоа сите тие луѓе, 90% од луѓето биле активни чинители во таа корупција. Тоа може да го дефинираме на кога моите познаници, блиски пријатели или политички пријатели се на власт, можам да правам комбинација и комбинаторика колку сакам и да товарам, нели, магарето што се вика, контото да биде појако, па кога ќе дојдат другите на власт, ќе си заминам и тоа е тоа. Вау. Да. Да, звучи премногу сурово и себично, подмолно би кажал, да ви кажам колкава е моќта на Повели. луѓето во судницата. Во било која земја да има процес, судски процес за спорт.
во било која друга земја. Знаете колку новинари ќе има судница да го следат? 50, 100, 200. Знаете колку има сега? Еден. Само јас. Само ти како Само не јас. знаеш. А секој ден збориме корупција, мито, најголемите проблеми преку корупцијата, ќе се справиме и така натаму, Да. и нема никаков интерес за овој коруптивен скандал. На почетокот имаше, меѓутоа јас ви кажав нешто дека на моќните луѓе во Македонија со моќни компании контролираат повеќе федерации, меѓутоа контролираат и 99% од новинарите. И ако ви кажат да се појавите и што да прашате, мора да одите и да се појавите и да прашате. А ако ви кажат дека не смеете да одите, нема да одите. Тоа се да речеме 5 луѓе кои контролираат, таква моќ имаат да го контролираат новинарство, инаку нема да ви го финансираат порталот, нема да ви помогнат за проблемите кои ги имате, кредитите, пријателите, децата, се што ве тангира, нели во нашево поднебје дека имате проблем, нема да ви се најдат при рака. Значи тие контролираат и моментално последните 3 рочишта има само еден новинара, тоа сум само ја. На почетокот одеа по 4-5 само да објават дека има обвинение против двајца пранешни директори и актуелен председател на МОК и така натаму, им беше помпезно. За жал немаше спортски новинари и тогаш, него имаше информативни кои ги интересира, нели, што се случува во другите гранки на Македонија. И сега замислите, вие не знаете С од спорт, а сакате да напишете текст или да искочите пред камера и да зборите за корупција во спорт. Некако. Значи, тоа само површно за да се опфати темата, Да. и настанот, меѓу без да се влезе длабоко во суштината. Да. Кога беше последниот рочиште? Последното рочиште беше на 23 мај. На 23 мај, да. Да, на 23 мај одбраната го пробува да го оспори вештачкиот наод на вештото лице Урош Ташев, кој е ангажирано од страна на основното јавно обвинителство за за тие 349 милиони денари кои ги потврдува со факти, докази и ја објаснува суштината каде е направена големата корупција. Судењето е во фаза каде сите адвокати мора да поминат, да го прашуваат вештото лице и некако не им оди со прашањата. Прашањата се сведува, поминаа 2 адвокати, едниот е Петре Шилегов, другиот е Стевица, кој ќе се извинам, не ми текнува на презимето, одеа на дискредитација на самата личност дека не е способна да направи такво вештачење, а човекот ми се чини дека работи по сериозни работи во други земји. Значи има фирма во Италија и во Лондон, во Англија, каде тамо исто работи на големи предмети и сега ние на експерт повторно му кажуваме, слушај, ти си Македонија, не си никој. И ништо. Да. Значи седно ги бркаме таквите. Да. Не ни треба, зашто не се добри, откриваат криминал и корупција. Апсолутно, да. И во таква фаза сега треба да поминат и следните рочишта. Значи треба да поминат и третиот адвокат да праша, четвртиот, петиот, меѓутоа се што не е 12 адвокати ќе го прашуваат? Да. Wow. Да, потоа предпоставувам дека судот ќе дозволи да дојдеме во фаза на сведоци. Ако дојдеме во фаза на сведоци, секој што ќе мисли дека може да оди спротивно на дадениот исказ во обвинителство е подложен исто на одговорност, апсолутно на кривична одговорност. И тука, ако овда не било точно, како ќе се гледаат во очи сите тие луѓе кога ќе дојде тоа вкрстено испрашување обвинителство на сведок и адвокат на сведок. Како? Да, тешко ќе биде, многу тешко. Колку, значи, тоа се околу 5 нешто милиони евра. Да. Дали имаш информации кој колку земал, кои биле цифрите што
Види, таму се спомнуваше во презентацијата на доказите од страна на вештото лице и сега ќе рече, например, ЕМЗТ Скопје 15 милиони денари, земал клубот имал толку и после ќе дојде некој друг клуб кој исто земал 15 милиони денари, ама ја немал поставеноста во клубот како ЕМЗТ. И каде е тука рангирањето на сумите дека треба нели исто да земат. Имате давано, например, имате давано спортски ваучер од преку 13-14 милиони денари на фудбалски клуб. Меѓутоа, не знаејќи тогаш, ви го давам ваучерот, а клубот немал решение за вршење на дејност спорт. И сега му дале ваучер, па виделе дека му фали и после 2 дена Агенција за млади и спорт му издава решение за дејност спорт. Зашто збориме тука? Зашто збориме? Самото Агенција за млади и спорт појма нема што работат. Нема инспектори. Ќе се навредат луѓето, меѓутоа суштината е таа. Тоа е политичка гласовна машина тамо. Ќе ви дадам еден параметар. Почитуваниот Борко Ристовски, кој велеше во полн погодок во 8 сезона, дека таму има голема превработеност како Агенција за млади и спорт. Сега вели дека му фалат 50 на луѓе во Министерството за спорт. Пута 4-5 луѓе од едно вработување, тоа се колку гласови, нели? Да. Тоа е таа суштина. Немате датотека, немате сега да отидете картотека, немате спортска архива, сега да опрашате Министерството за спорт колку активни спортисти има, нема да знае да ви каже. Мора да го знае, тоа е главен податок. Уште еден проблем кој може да никне и да дојде во судница, за жал предпоставувам дека многу луѓе се измешани тука, многу влади, многу влијателни луѓе ако дојде до судски предмет, е предметот за јавно стопанисување со спортски објекти во сопственост на Република Македонија. Тоа е така болна тема, толку очигледно тоа е една пресериозна тема. Ако дојде до се работи во обвинителство и ако дојде до обвинителен акт, можеме слободно клjuč да ставиме на спортот. Зошто тоа го кажеш клjuč? Што е суштината на сето тоа? Сега ќе ви кажам. Спортот ни е симнат на локално ниво. Да, општините ги стопанисуваат објектите од јавен карактер, спортски сали, базени и така натаму. И искача градоначелник за да ги добива гласовите и вика: гледате ли јас колку правам за спортот? Гледате ли јас колку помагам и колку пари давам? Меѓутоа, имаме проблем за сите тие објекти кои се оставени од време на Југославија. Нема финансии за да се реновираат, добро да се одржуваат и така натаму. Ќе нема крај емисијава. Да. Еве ќе ви кажам дека ние плаќаме сега школски базени кои ги граѓаните ние ќе ги плаќаме повтор пат. Школски базени ги најавува Каевски, стопирани, доаѓа Наумче Мојсовски, се завршуваат 1-2, 6 се заглавени во основните, мислам, училишта или средни, небитно, и сега вика Министерството за спорт, ние ќе продолжиме да ги градиме. Пари се веќе дадени еднаш, сега ќе даваме пак. А ако дојдеме до спортските објекти, вистината е многу хаотична и лоша. Значи, тамо Зоран Заев проба да го елиминира тоа предпријатие, не успеа, бидејќи не може тоа така, како што мислеа. Предпријатието е со блокирана сметка, а работи со плюс. Како тоа? Наменска сметка, има се уште 4 вработени. Јас минатиот период пред 1-2 месеци ја прашав владата и директно да му го постават прашањето на Христијан, за да не одам јас, кој он зборува за инвестиции, а јас да се бламирам и да се избламирам заедно
со премиерот да му речам, абе зошто немате се уште поставено директор на тоа и тоа предпријатие како влада. Разбирате? Да. Затоа што тоа предпријатие се уште постои. И второто начално прашање кое го имав, зашто премиерот се уште нема советник за спорт. Не може еден човек да прави и да контролира се. Да. Тоа дава индиции дека можда луѓе, полиции, структури контролираат многу повеќе во спортот, внатрешно, за кои ние самите кои мислиме дека познаваме, јас се сметам за познавач како спортот, дека сакаат да контролираат што се случува во овој момент во спортот во Македонија. Таа е многу сериозна тема која може да биде 3 пати поболна, полоша и попоразителна и покоруптивна јавните нели јавното предпријатие за стопанисување со спортски објекти ЈПССО скратеница отколку со спортскиот ваучер. Спортскиот ваучер е навреда на спортската интелигенција. Доаѓа еден лик, тоа е како, не знам, да не навредам Herbalife или нешто таква, доаѓа ви продава магла. Знаеш кој ќе се напише чеков што ќе ти биде? Има да леташ. Ти истиот чек можеш да го направиш со јагода, со бананче дома, исто што нешто си правил веќе и како дете, нели секогаш ти пробал? Знаеш ли дуа прашоков, ќе леташ. Сега исто и со ваучерот. Нема боле систем. Слушај, ама јас ќе го товарам магарето повеќе од тебе, ама нема боле систем. За спортот, а спортот наводно ќе ни цвета. Нити ни цветал, нити донел резултат, ни донел голема корупција, ни донел хаотична состојба, ни донел во ситуација каде вие имате спортисти, кога трае спортскиот ваучер, тоа е спортист, и ти вика, слушај, јас сум пливач. Иде во општината со таа програма, зема пари. Со истата програма иде во федерација. Ја ќе постигнам резултати, мора да ми ја платите програмата по 20-40. Добро. Со истата програма иде пак во Агенција за млади и спорт. Вика, ама од игри на среќа, исто ме следува пари, и на крај доаѓа спортскиот ваучер, и за истата програма вие финансирате еден спортист 4 пати. Никаде нема во земја тоа. И никаде во земјите во светот нема, во салите, на стадионите, порано беше лого Агенција за млади и спорт, кај нас секаде беше залепено, сега е Министерство за спорт, никаде вие во ниедна сала во светот нема да видите дека државата се промовира со налепници дека нешто е во спортот. Тоа е толку банално за нив да кажат дека, нели, не знам, Министерство за спорт на Финска да залепи, нели, налепница на паркетот дека се рекламира. Само ние се рекламираме. Безпотребно. И на тренерки, на тренерки лепата. Тоа е, значи во погрешен правец се тие финансирање на сега спомна еден спортист имал 4 пати иста програма. Имаш име, презиме, кои биле тие? Голем дел од индивидуалните спортистите, значи голем дел од индивидуалните спортисти, со нивните тренери, значи одат и си бараат. Тоа е исто, како да ти кажам, идеш на пазарче и викаш, ја годиве колку 200, ајде ми ги за 150, ајде ми ги, после одиш кај другиот, абе овде ги земев 150, ти ќе ми ги даеш за 120, или за и он ќе ти рече 140, па ајде ми ги за 140, и се сведува на ценкање, ама важно проаѓа истата програма. А кога ќе ги видиш резултатите, се катастрофални. На големи настани. И каде е проблемот? Проблемот е што додека беше Никола Груевски, спортот се финансираше од програма 2040, основна програма која вие ја носите во Агенција за млади и спорт, и врз база на таа програма вас ве финансираат. Тоа е едно, и второ, што направи од игрите на среќа да ги следува сите. Сега што е проблемот? Кога се смени власта, да дојдат овие попаметниве, да не биде тој истиот систем од игрите на среќа, иако и таму можда бидејќи игрите на среќа, нели, коруптивно ги следи само по себе и тоа финансирање, меѓутоа системот сите го прифатија како добар.
И сега да не биде тој добар систем наводно, дај ние ќе измислиме спортски ваучер, така е. Да смислиме нешто ново, односно спортски ваучер во кој ние ќе понудиме нешто ново на јавноста и сето тоа нели чист класичен спортски популизам во кој ете да знаева немаше да заврши таму спортот кај што ние во спортска судница да се докажуваме дали има или нема корупција. Ние не се докажуваме тоа, ние се докажуваме за над 5 милиони евра кои се коруптивни на начин дали на реализација, дали ги има снемано или не знам што, така да. Да. Сега Игор, сакам многу добро ги објасни случувањата. Благодарам. И кристално чисто јасно. Кажи ми, од тоа што го знаеш, а гледам дека стварно добро си упатен, кои би биле можните решенија за да ние пак во некои спортови каде што имаме и знаење, структура, финансирање, деца, масовност или па индивидуални спортови каде што имаме и добри тренери, добри деца, предиспозиции за спортот, што би било решение за да ние пак се вратиме во тие спортови кај што имаме афинитет и знаење да имаме добри резултати? Се тргнува од генетика прво. Треба да видиме каква сме ние генетска нација. Ние имаме 65 спортски федерации и ние сакаме и тие 60, у Русија нема 65 спортски федерации. Верувајте. Има асоциации и федерации. Или и во Америка. Федерациите каде што е зборот федерација, врвно се финансираат. Она што е во асоциација, малку се смедува на аматеризам. Моментално спортот ни е нас чисто аматерски. Секој ќе ви каже. Немаме на прсти се бројат успесите на македонските спортисти. Да. Не збориме на клубови, капиталот дошол од страна па сме освоили европска титула и така натаму и сето тоа. Значи збориме како ние да го подобриме нашиот спорт е многу добро на прашање. Се тргнува од генетика, капацитет на нашите можности, да се прават испитувања и потоа се прави експертска стратегија за каде ние да се насочиме. Ние треба да прекинеме да го финансираме како држава спортот, бидејќи клубовите се акционерски друштва. Не може ја ако сум акционерско друштво да барам од државата помош. Значи јас сум фирма која нели фигурирам во 3 закони. И тоа е голем проблем во спортот. Спортот не е само закон за спорт, да речеме еден клуб, една федерација, туку е во закон за трговски друштва, мора да ги сноси тие членови и закони, и во закон за здружение на граѓани и фондации. И сега тука се појавува исто голем проблем, зашто сте акционерско друштво, а вас државата да ве финансира. Тука во Хрватска државата не дава пари за спорт. Имаш пари, финансирај. Немаш пари, нема да постоиш. Во Хрватска Олимпискиот комитет со нивното Министерство за спорт заеднички ги прават целите и фокусот на нивните успеси каде да се насочат за да имаат спортски резултат. Да. И тоа го имаат. Кога ќе се свртиме ние само од соседиве, сите имаат повеќе олимписки медали, поголеми спортски успеси, дупло од нас во многу спортови. А ние сакаме да кажеме дека сме спортска нација и така натаму и така натаму. Параметарот треба да го земеме, да прекинеме за подобар спорт, да престанеме да го финансираме. Јас предлагам на 5 години и да видиме како ќе се исчисти тој филтер на луѓе кои го сакаат спортот, спортисти, па да видите вие дали за некои, не знам, индивидуални спортисти, пливачи, не знам сега и голф федерација, голфери, да не се најде некој навреден или колективни спортови, да видите вие дали тогаш луѓето, децата ќе сакаат да се фатат за книга или и понатаму ќе сакаат за спорт. Знаете како се станува врвен спортист? Вас не ви кажуваат од мало дете дека ќе ве финансираат и дека вие ќе бидете голем спортист. Со мака, пот и труд. Да.
Вие мора да тренирате. Фудбалерите земале по 100 милиона. Па тоа дете шутира топка од 7 годишна возраст. За да дојде до професионалец, тој крварел, кршал нозе, раце и така натаму. И сите пари вредат. Како што вредат сите пари за еден доктор. Апсолутно. И треба да ги имаат сите тие посластите, сите тие луѓе. Обвинители, кои честно си ја вршат работата. Луѓе, јас све би им дал на таквите луѓе да ги имаат сите лагодности и погодности, за да може да функционира подобро државата. А не утре да излезам и да се соочува човек со разни притисоци или замки или сопки или закани, што е начин на живење на нашето општество. Фигуративно кажано, кога би го прекинале да го финансираме спортот, ќе имаме подобар спорт. Ќе се искристализираат спортските луѓе, ќе дојдат луѓето, правите луѓе да финансираат и тогаш можеме да очекуваме врвни и поголеми резултати. Дури и да ги немаме одма, народот и нацијата ќе види дека тогаш спортистот дава се од себе. Затоа што за вас е многу лесно, еве кога беше вулчерот. Некој клуб, не знаме, ќе кажам, некој клуб зима 15 милиона денара. Така? Да. Зима и од општина 10 милиона денара. Со 25 милиона денара и јас и ти, Сашо, ќе бидеме претседател на клуб и ќе водиме. Кој сакаш клуб? Ако не сме луѓе од спортот, ќе го водиме клубот. Пари од држава, пари од општина, малку пари од некој спонзор ќе излажеме да дојде, ќе му речеме рекламирај се на стадионов, ќе дојдеме до 30 милиона денара, со 15 милиона денара ќе поминеме сезоната, 15 милиона ќе ставиме од джеп, по 7,5 ќе поделиме и тоа е тоа. Чао, пријатно. И тоа е со функционирање сега. Се фалат Европски младински фестивал, ќе има 4000 спортисти ќе дојдат во Скопје и така натаму и сето тоа е убаво. Ние го земавме тој Европски младински фестивал бидејќи ни еден град не сакаше да го вдоми. И тогаш ние се фативме и тоа му е некаква сламка за спас на Даниел Димевски во овој момент, дека е многу ангажиран, влијателен. Не знам што во спортот, а суровата реалност е дека секој понеделник овие 12 обвинети мора да се јавуваат во судот бидејќи имаат мерка која е мерка на предпазливост дадена од судот дека мора да се јавите секој понеделник од 10 до 12 часот дека сте во земјата. Фасцинантно. Ја во меѓувреме заедно со министерот за спорт организира настан од европски карактер. Министерот за спорт и го пушти да оди на Олимписки игри во Париз. Знаете што е Интернационален олимписки комитет? Тоа е куќа која има глас во Обединети нации. Значи, таа организација успеала да дојде во Обединети нации и да дига рака да одлучува за тамошните одлуки во светот. Е толку е силна. Таа е најсилна куќа во спортот. Нема појака. И тамо можете да работите, членувате и да работите, да действувате само ако ве препознаат. Тоа е многу добар збор. Индикатор, да. Recognize, нели? Кој што кај нас луѓето кои зборуваат на пример вистина не може да бидат препознаени. Луѓето се снашле преваранти, багабонти, знаеш ли кој е овој, тие се снаоѓаат и тие се по добро општество од оние кои треба да бидат правилно препознаени. Во тој Олимписки комитет, ако не сте препознаени, не можете да работите во спортот. И нас тамо никаде не нема. Ме разбирате? Да. Нас тамо никаде нема. Ние како Македонски олимписки комитет не даваме основни информации што се случува. Тамо на дневно ниво има по 5 по 10 важни информации за спортот воопшто. Бидејќи ИОК има делува, ако има некаде војна, бегалци спортисти ги прифаќаат кај нив и така натаму решаваат невидени проблеми. Тоа е нешто неверојатно. Сега се случи за прв пат во ИОК, во Интернационалниот олимписки комитет, председател да е жена. И тоа е фасцинантно. Жена олимпика, носител на 8 медали, олимписки медали, пливач, 2 златни медали, Кирсти Ковентри, која, ако слушнеш што
се работи овде, да речеме, во еден македонски олимписки комитет, тоа би било една Косата од позади ќе се крене нагоре. Дефинитивно, знаејќи ја дека таа е доаѓа, замислете, од Зимбабве, значи баш као од Африка, Да. доаѓа од Зимбабве, жена која се изборила многу за таа земја преку спортот, тоа е значението и силината на спортот. Да. И знаете како е препознаена во Зимбабве? Малта некако председател на земја. Да. Игор, да ти се заблагодарам многу. Благодарам. За твојата искреност, отвореност. Да, во секое време. Да, се надевам дека ова е само еден мал почеток и дека виднина пак ќе бидеш наш гостин овдека. Со задоволство секогаш, макар и да не сум тука оддалеку, ќе направиме интервју вија онлайн, така Има да сега Zoom. има, да, стојам така. на располагање, случувањата во спортот секако дека ќе ги знам што се случуваат. Она што ќе завршам со ова, Да. она што овие луѓе сите сум ги спомнал, биле во погодок кога Во позиција која биле. не само во позиција, туку и кога не очекувале од мене незгодни прашања. Сега од оваа дистанца кога ги викам, не сакаат да дојдат затоа што се уште не знаат што јас би ги прашал, меѓутоа и што би им извадил како документи. Тука е мојата силина. Браво. Благодарам што говориш о вистината. Вистината е таа што нас ќе не доведе до победата, овдека во Нов Аслом тоа е наше мото, да говориме вистината, таа македонска вистина која овие денови супресирана е на сите нивоа и не им одговара на многу луѓе да се збори. Благодарност до сите вас што не следевте во овој интересен подкаст. До следното јавување ве пожелам се најдобро.